Зборува Глас од Македонија. Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на слонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Денес е празникот Света недела, почитувани слушатели. Управата на црквата Света недела од Ејџекс со председателот Христо Трифоновски празнува дводневно по повод патрониот ден на светицата Света недела, која е денес, вчера и денес, од некаде пред полноќ. Верувам дека е весело, разиграно, распеано со голем број на гости. Но денес со веселба, со песна и оро во паркот на Организацијата Обединети македонци, Леринското друштво го одбележува летниот период со пикник. Затоа пак ние со емисијата ќе се потрудиме да ги разубавиме вашите мисли, а во која ќе дадеме прилог за празникот Света недела, интервју со председателот на Организацијата Обединети македонци Ристо Дурловски, како и блиц вести. Како што реков, по повод денешниот празник Света недела, управата на црквата Света недела од Ејџекс со председателот Христо Трифоновски се уште ве очекува до 11 часот пред полноќ на фестивалот што се одржува токму во дворот и во салата на црквата Света недела во Ејџекс. Најпрво да одиме со прилогот за денешниот празник Света недела. Света недела е великомаченичка недела, христијанска светица и великомаченичка за време на царот Диоклецијан. Се чествува на 20 јули. Таа е многу почитувана во Македонија, каде постојат голем број храмови посветени на неа. Недела е родена во Никомедија во Анадолија, денешна Турција, како единствено чедо на Доротеј и Евсевија, кои биле побожни христијани. Бидејќи се родила на Господовиот ден недела, родителите ја нарекле по тој ден недела. Од детството таа му се посветила на Бога, била убава и многумина ја барале за жена, но таа ги одбивала сите велики дека му е свршеница на Исус Христос. Главниот судија на градот сакал да ја подсврши или да ја вери за неговиот син, бидејќи таа била од имотно семејство, но таа го одбила и него. Налютен од ова, судијата решил да ја пријави неа и родителите на царот Диоклецијан како христијани. Диоклецијан наредил семејството да се уапси кога одбил да ги чествува паганските богови. Доротеј бил претепан, бидејќи овој обид бил залуден. Доротеј и Евсевија били протерани во Мелитина во источна Анадолија. Недела била испратена во Никомедија на распрашување од неговиот зет и совладател Максимијан. Кога Недела одбила да се откаже од верата, Максимијан наредил да биде камшикувана, бидејќи Максимијан не успел да ја убеди да се преобрати, да биде со паганството. Тој ја испратил во Иларион, епархот на Витанија во Халкедон, со порачка дека тој
да се обиде да ја преобрати или да му ја врати. Иларион се потрудил колку што можел со ветување и закани, но кога ова не успеало, наредил недела да биде мачена. Била обесена за коса, додека војниците ја гореле со факели. По неколку часа била одврзана и фрлена во Зандана. Ноќта се јавил Христос и ги излечил раните. Утредента Иларион изјавил дека боговите ја излекувале од сожаление и порачал доди во храм за да им се заблагодари. Доведена во паганскиот храм, недела се помолила на Бога да ги уништи идолите. Веднаш настанал ненадеен земјотрес и статуите се распарчиле на парчиња. Иларион тогаш изрекол богохулни зборови и веднаш умрел погоден од гром. Недела претрпела мачење од Аполоној, наследникот на Иларион. Ја фрлиле во оган, но пламенот се гасел. Кога ја фрлиле на диви зверови, тие се скротиле. На крајот Аполоној наредил да биде убиена со меч. Пред погубувањето се помолила на Бога да ја прими неа и сите што ќе го слават нејзиниот спомен. Кога завршила со молитвата, му ја предала душата на Господа пред мечот да се спушти на нејзината глава. Светицата тогаш била возраст од 21 година. Благочестивите христијани ги зеле нејзините останки и ги закопале. Па нека ја напомош самиот ден, денешен Света недела и благодарност од страна на председателот Ристо Трифуновски со неговата управа до сите оние кои дојдоа денес и се уште доаѓаат на фестивалот во Ејджекс. А ние да ве поздравиме од името на управата на Црквата Света недела со председателот Ристо Трифуновски со песна посветена на самиот ден Света недела.
се вратија. Таму ја најдоа, мили Боже, вистината. Со Божи дух дома тие се вратија, тие се вратија. Со Божи дух дома тие се вратија, тие се вратија. Се сте на работи, седмиот одмара, посвети го народе, на света недела. Посвети го народе, на света недела. И ова година Македонски фестивал во Маркам, кој е организиран од Црковниот одбор на Црквата Свети Димитрија Солунски со председателот Жан Стојчевски во соработка со македонската заедница од регионот Јорк. Настанот трае 3 дена и има за цел да ја прикаже македонската култура, традиција и музика пред пошироката јавност. Жива музика, традиционална и современа, настапи на културни уметнички друштва, традиционална македонска којна, изложба македонска соба, опен хаус. Фестивалот представува културен мост отворен за целата заедница на регионот Јорк со цел поблиско запознавање со македонското наследство и традиции. Затоа, почитувани слушатели, повелете од 8 август, кога е и самиот ден Света Петка, до 10 август на Мејн, би рекла, во Маркам, кај црквата Свети Димитрија. За подетални информации можете да се јавите и таму до црковниот телефон. Значи, 8 и 9 отпочнува од 12 часот, програмата од 12 часот наплане до 12 часот на полноќ, а пак на 10 од 12 часот наплане до 1 часот после полноќ. Добро дојдени сте сите. За вашите семејни слави, крштевки, родендени или било какви манифестации на располагање ви стојат трите модерно опремени сали на црквата Свети Климент Охридски во Торонто. Телефонот е 416-421-7451. Исто така, за религиозни празници, како што е денешниот ден, или пак во недели, повелете на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Телефон 416-421-7451. На 2 и 3 август, организацијата Обединети македонци со председателот Ристо Дурловски свечено и национално ќе го одбележат македонскиот национален празник Илинден, но пред тоа да одиме со уште еден рекламен блок. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549.
собственичките од цвеќарата Flower by Lilac, Христина и Марија Белчевски, на сите вам ви го честитаат денешниот празник Света недела и многу радости и успеси во вашиот живот. Како што реков, на 2 и 3 август пак Организацијата Обединети македонци со председателот Ристо Дурловски ќе го одбележат македонскиот национален празник Илинден. За да дознаеме повеќе, го замоливме председателот Ристо Дурловски да биде во разговор со нас, кој веќе го имаме на линија. Ристо, добро вечер или добар ден да речам. Добар ден, Драгица. Добро вечер и се велико ќе биде малку темница сега. Иако е после 6 сато се уште е денски и благодарам на поканата. Поздравам до сите слушатели. Јас би рекла, нека биде и добар ден и добро вечер, ама да биде убав денот и весел денот. Да. И ова година Организацијата Обединети македонци се погрижи со одбележување на празникот Илинден, да го посвети на македонците, ако можам така да се изразам, на македонската комуна. Знаеме дека секој викенд вие нон-стоп сте таму, ти, Драги Стојковски, Владе Гроздановски, Грек Цанев, Мендо Бакаловски и други сте во паркот. Па докаде сте со подготовките за празникот? Подготовките за празникот се сите завршени од причина затоа што денес празнува таму, има пикник организацијата на Леринското друштво и ние се потрудивме заедно да припремиме се максимално. Со обзир дека се максимално веќе припремено, ние сега за наредните 2 недели ќе имаме многу мала работа или некои додатни работи што ние планираме да направиме по-специјално или троко и да ги донесеме играчките и припремите тие што се наменети специјално за дено за Илинден, односно за 3 август, во недела. Не следната, него наредната недела. Да. Знаеме дека ете спомна дека ќе има значи за дечиња занимливост, да им биде занимлив денот. Знаеме дека на самиот ден Илинден на 2 август ќе им дадете почит на паднатите борци, знаени и незнаени, јас така го кажувам, со положување на венец пред споменикот во дворот на црквата Свети Климент Охридски. Но што е следниот ден на пикникот во вашата агенда или во вашата програма? Следниот ден во вратите во манастирот, во црквата или во на паркот ќе бидат отворени во 7 сато сабајле. Во 10 сато ќе имаме богослужба и во 2 сато ќе почне програмата. Програмата се состои од говори и значи најмаркантна личност сигурно ќе биде нашиот гостин од Мала Преспа, господинот Васил Стериовски. Тој е народен пратеник таму во парламентот на Албанија и голем патриот и активист, македонски активист од Мала Преспа. Ќе припреми говор и ќе не запознаи малку повеќе со животот на македонците во Мала Преспа. И понатака се знае како секојаш и најважната работа, оро, веселба, музика, расположение, контакти меѓу луѓето, да се сретнат луѓето таму. Често пати не се имат видено луѓе долго време, затоа што ќе имаме голем број на луѓе од разни страни и тоа е една од големите убајни на пикникот. Поканети, како што рече, се гости, верувам, и од Канада, а од Македонија за овој наш значаен национален празник, како специјален гостин ќе биде, како што рече председателот на единствената македонска политичка партија во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, Васил Стериовски. Јас морам, значи, кога го спомнувам неговото име за Стериовски, навистина немам зборови што би можела или би нашла каков
човек карактер е, интелектуалец и голем поборник за македонството, бранител на својот македонски корен, а од друга страна е народен човек, што ретко мајка раѓа таков човек. Меѓутоа, рече дека таму веќе и играчки ќе има и за деца, исто така ќе има и јадење, како и секоја година, со кебаб или било како, главно да бидат заситени душите со пијачка и со јадење, самите гости што ќе бидат. Говори, ќе се подсетиме за трите Илиндена, исто? Да, точно така, Здравица. Ќе ве забавува оркестрот на Сонја и Оливер. Верувам дека ќе биде весело. Орото ќе се вие македонско, јас повеќе зборувам, те молам продолжити. Нема проблем. Се што кажуваш се е убаво и ми е мило да те слушам, веројатно и на вашите слушатели и нашите слушатели. Тоа што се зборува убаво, тоа што се зборува пријатно, позитивно за нас на македонците, јас верувам дека на сите ни е пријатно да слушнеме, без обзир дали зборуваш ти или зборувам јас или зборува некоја друга личност. Да. Во секој случај ние зборуваме за нашите големи обележја или најголемото обележје, најголемиот ден на нас македонците, Илинден. Илинден, како што спомна и ти, во 331 година пред нашата ера, македонците ги поразија атинјаните. Тие кои денес се представуваат за грци, беа поразени и беа послушни македонците. Не сакам да влегам подлабоко. Али морам уште нешто да додадам. Таму веќе напишан е тестамент кај што атинјаните велат во името на Бога, значи ќе бидеме верни на сите македонски кралеви и цареви, ќе бидат лојални. Меѓутоа гркот си е грк. Денешнен, така да кажам. Добро, главно ќе одиме понатака со Илинденското востание во 1991 година. Нашите војводи, нашите илинденци стана, го завеа македонското знаме, створија прва република на Балкано и тој е гордост што никој не може да ни ја земи, гордост што се гордеја тие луѓе, тие што ги дадоа животите за таа Балканска република. Потоа во 45-та година исто така на Илинден со Асном, тој е третиот Илинден, и тие се нашите најголеми празници, најголеми карактеристики кои што ги празнуваме и мора да ги обележиме. И како што спомна, на денот на Илинден, на 2 август во сабота, имаме панахида за паднатите борци пред црквата Свети Климент Охридски. Од колку часот или после богослужбата? Обично е тоа после богослужбата. Богослужбата ќе почне во 10 сато и негде околу 11:30 завршва. Ќе се собериме пред споменикот, ќе му даеме почит и ќе спомниме. Ќе имаме попои за тројца левен, обично така по двајца-тројца попои да се. И еден да е како вели Гане, колку сме, толку сме, токму сме. Не мислим. Така е, така е. И еден да е, ќе се направи сепак обележјето и ќе се каже тоа што се треба да се искаже од душата, да се каже дека ние му даваме почит на нашите предци, нашите херои. И после другиот ден ќе продолжиме со прославата што ќе биде официјална на Скугок. Само можам да спомнам на кратко 2-3 збора дека најдобриот пат да се стигне до Скугок е да се оди тие што патуваат по 401 до 412, а 412 се оди север до Седумката, хајве 7. На Седумката вртиме лево, односно источно околу 1 километар и потоа вртиме десно северно на Лейкрич. Лейкрич е пат кој што нема семафори, нема ограничување како тие што се ограничувањата на Брок Стрит. На Брок Стрит имаме неколку селца, неколку места кај што
мораме да намалиме, мораме да верим порека, имаме доста семафори и затоа времето е многу подолго да се патува по тој пат, во однос на ова јас што го спомнувам или ние што го потребуваме или што го практикуваме и патуваме по Лекрич до 47-ката, потоа вртиме десно и стигнуваме пак до Брок Стрит или Хајвеј 12, оттаму продолжуваме на север, неколку километри, 5-6 километри, преку Гринбанк, мало населце и стигнуваме на десната страна. Имаме нови обележја таму, покрај знамињата, имаме клаено нова стајна, каде што пише парк на Обединетите македонци. И тука ќе се одржи главната забава, главниот настан за Илинден. Најважно е да дојдат нашите слушатели, односно и не само слушателите, и да им кажат и на нивни пријатели, роднини, на вистина ова е значаен ден за нас македонците. Еве и 2 август токму се погодува во сабота, така да и во црквата може да дојдат, а исто и на пикникот на 3 август. Ако смеам, но би рекла дека смеам, едно така прашање кое е поврзано со македонството. Покрај говорот и песната, што ќе биде значи во ова на самиот пикник. Дали сте во план да се соберат и потписи од народот и да се пратат копии од оригиналот до македонската влада на Република Македонија, не Северна, до Европската Унија, Обединети нации во Страсбург за бришењето на македонскиот јазик и македонскиот идентитет, што ни го направија на страмен и злобен начин, што го направи Европската Унија врз Македонија и македонскиот народ? Драгице, јас не знам дали ти веќе имаш таква информација или ми читаш мислите или не знам на кој начин. Не, ова ми дојде спонтано така сега за да го кажам. Добро, главно во секој случај имаш одлична интуиција. Ние тоа го планиравме, беше предложено пред подолго време да испратиме, ние на такво барање, таква петиција да кажеме дека ние, Обединетите македонци, сите македонци од Торонто или од Канада, ние не го поддржуваме новото име, тоа на С, ние сме македонци и тоа остануваме. Да. И бараме од главата на Мицковски да го смени името ова што постои да го врати назад достојното име наше, а не ова нештото. И тоа ќе биде направено на пикник. Видиш, една птица пролет не носи, се надевам дека барем нешто прават, а не како поранешните антимакедонци да ги наречам. Барем така мислам. Благодарам на респекто, ама ние сме затоа, самото име Обединети македонци зборува дека ние треба да бидеме обединети, единствени и да видиме тоа што треба да видиме. Да, точно. Можеме ние да видиме нешто друго освен македонци. Се друго што ќе видиме, нема да видиме оригинални, нема да видиме тоа што треба да видиме. Јас и друго веќе понекогаш и пишувам, велам, не е сета среќа во инвестиции. Ние сме научени и со леп и сол да јадиме. Нас не ни треба толку инвестиции, затоа што реков и сиромашно можеме да живееме и богато. Али ние ако имаме инвестиции, а сме како муви без глави, и то не чини. Барем така мислам. Меѓутоа, јас би сакала кон овој контекст да се представам со една моја поезија, но стои на линија, затоа што ќе продолжим и понатаму, да одам со една моја поезија токму околу оваа проклета Европска Унија. Тоа е песна од мојата поезија. Крвта ти ја пијат, но погусто тече низ твоите вени. Јазик ти кинат, а песната македонска е со тебе. Телото твое со многу рани, а ти исправена, стрелаш во нив со твоите изворски очи. Ех, моја Македонијо, уште колку страници,
Уште колку книги ќе се пишат за маките поминати из вековите твои. Европа, Америка или поточно Англија, Германија, луничави или блудничави, божји или ѓаволски, со ниту еден грам мозок, а поголеми владатели од Бога се прават. Не години, месеци се бројат, ти недемократска Европа која собра многу ѓаволи во твоето гнездо, но биди уверена, ти доаѓа крајот на твоето постоење, нацистичко, фашистичко, проклета Европска Унија. Тоа е во склоп со сето ова кажано, но Ристо, знаеме дека првиот Илинден беше со победата, како што рече, на македонците во 338 година пред нашата ера, битката на Херонија. Вториот Илинден беше 1903 Илинденското востание. Третиот Илинден Аснон 1944 година, за жал само еден дел од Македонија како држава во склоп на Федерацијата на Југославија. Четвртиот, да го наречам, Илинден на 8 септември 1991 година со независноста на Република Македонија како самостојна држава, но мојата интуиција и при се што се прави за да го уништат македонството, но нема да успеат, а јас го чекам тој 5-ти Илинден, кога ќе се обедини со сите 4 дела таа наша исконска земја Македонија. Ова го зборувам затоа што мојата интуиција ми кажува. Дали и ти го делиш моево мислење? Драгица, чулте Господ шовевот, ali напред тоа јас сакам да ти честитам за рецитацијата што ја кажа, за желбите натре во песната, односно, или ова истото што зборуваш е со други зборови. Јас немам таква интуиција, немам такво чувство, ама го посакувам тоа така да биде. Апсолутно од душата посакувам да биде точно тоа што велиш ти, да се меѓутоа да одиме. Ама Македонија треба да биде тоа што да бидеме ние слободни, односно да биде Македонија слободна и слободно да живее како што живеела некојаш нормален живот. Јас само те спомнам две збора. Јас знам македонците, тие во околината на Битол, јас кога бев помал човек таму, кога бев негде околу 5-16 години. Па македонците правеа такви денови на забави, односно седени, што ги викаат тие по селото, и беа поканати сите луѓе што ќе поминеа. Тоа е душата македонска. Тоа во свето нигде го нема. Тоа го имаше само во Македонија. А сега и многу нема, ради тоа, она ти што спомна пред малку, ѓаволо го направи своето. Односно, и растера македонците по разни места, де во Германија, де во Австралија, Канада, Америка, сегде, најдобрите македонци дојдаа овде како западните држави. Но меѓутоа морам да признам и самите ние сме криви. Како знаат другите нации да речат не и не, што е доста, а ние на се попуштаме, на се викаме амин. Мислам дека и тука грешиме. Барем тоа е моје мислење. Имаш право. Тоа е, али она што велиш дека реков, не сум Баба Ванга или Нострадамус, меѓутоа, ако во физиката вели се движи, се менува. Многу имало царства, кралства, империи, се уништило. Организации, не знам кои, па и НАТО и Обединети нации, дали ќе постојат, па други некои Обединети нации на друго место ќе бидат. Тоа го очекувам. Кој мислеше дека Југославија ќе се растори? Никој не мислеше. Ете се растори. Советскиот сојуз, ете се растори. Така да, оние што не поделија, сега сакали или не, ќе не соединат. Барем така мојата интуиција кажува. Но која е твојата порака да одиме до нашите слушатели? Па, мојата порака би била, драги браќа и сестри македонци. Поздравувам сите срдечно и посакувам пред се добро здравје, добро лето и добар помин на сега кај да сте. Вие што имате можност, изволите да ни дојдете на пикникот на 3 август, да не посетите, да видите како ќе ве пречекаме, како добри домакини,
и вие да ни бидете добри гости, заедно да прославиме по 67 пат прослава за Илинден. Да бидеме сите сплотени, сите расположени и да направиме најдобро што можеме да направиме. Ова што Драгица го зборува, дека треба Македонија да биде целосна и треба Македонија да биде тоа што била некогаш. Јас мислам дека со добри луѓе, со добри македонци, ние тоа можеме да го оствариме. Јас би рекла уш нешто, аминот нека помини тоа што го кажав. До Божите уши да дојде, така би рекла. Амин. Јас навистина многу ти благодарам, Ристо, упатувајќи апел до сите наши слушатели да го заокружат датумот 3 август, а и 2 се разбира за во црквата, кој ќе биде за да дојдат во паркот на Организацијата Обединети македонци, каде вратите ќе бидат широко отворени, рече уште од 7 часот утрото. Дочекувајќи ги гостите, а со тоа ти како председател со твојата управа, како домаќини, но срдечно ќе ги дочекате сите гости. Па како кулминација на сево ова, да го завршиме нашиот разговор и за многу години вака да се слушаме и да славиме меѓутоа идниот Илинден да ни биде она што го посакав со Бога напред, која со песна за обединети македонци, во која песна е и аманетот што треба ние да го исполниме. Уште еднаш, Ристо, многу ти благодарам. И јас ти благодарам и да те слушни Господ, да се остварат желбите наши, ова што дискутираме ние тука на радиото и да видиме среќни не само ти и јас тоа ова што го кажаме, него сите што не слушат и тие што не слушат. Амин. И за многу години. За многу години, нека е. Да одиме со песната Обединети македонци. И цара се стора на 4 страни, високо да летна, моќен како Господ, само миг да бида сите македонци да ги обедина. Да се чува ова име, да се чуе, да се знае, да се чува ова име, сложни да сме насекаде. Обединети македонци, од Александар потомци, коренот земја исконска, земја света библиска. Високо, птица јас да видам, високо од него, цел свет да го видам. Вардар, Пирин, Егеј, без граници да видам, сите македонци да се обединат. Да се чува ова име, да се чуе, да се знае, да се чува ова име, сложни да сме насекаде. Обединети македонци, од Александар потомци, коренот земја исконска, земја света библиска.
чуе, да се знае, да се чува ова име, сложни да сме насекаде. Обединети македонци, од Александар потомци, корен од земја исконска, земја света библиска. И уште еднаш да ве подсетам, почитувани слушатели, да не заборавите, значи 2 август е во после богослужбата во црквата Свети Климент Охридски, организацијата Обединети македонци ќе положи венец пред споменикот во дворот на паднатите борци на Свети Климент Охридски, пред споменикот да речам, како што рече председателот Ристо Дурловски некаде после 11:30, но затоа пак на 3 август. Многу пати сум употребила и пак ќе речам, нека сите патишта водат кон паркот на организацијата Обединети македонци, ако порано се знаело и по 10 и по 20 илјади да дојдат на овој наш значаен пикник. Не е за пикник, него се работи за национален ден, македонски национален ден. Тоа е Илин ден. Повелете, дојдете, вратите, како што рече председателот Дурловски, се отворени од 7 часот утрото. А ние сега да одиме со Блиц вести, затоа пак и после тоа една убава македонска песна. Пред Европскиот парламент. Одговори денеска повера колешката Катерина Нешкова и имаме во живо во овие вести. Катерина, постои ли воопшто некаков оптимизам ова да биде можното решение на проблемот со Бугарија? Иван, и по 2 дена од предлогот кој што го даде токму премиерот Мицкоски за некаква заедничка резолуција во рамките на Европскиот парламент, кој што ќе значи потврда на самобитноста на македонскиот јазик и идентитет, една вид на гаранција дека Софија нема да испорачува нови барања, се уште нема официјален став од бугарската страна. Но затоа пак она што може да се слушне од тамошните аналитичари, но и добри познавачи поранешни дипломати, е дека речиси да нема никакви шанси ваква резолуција да помине во Европскиот парламент. Ставот од таму е јасен дека се е завршено согласањето за извештајот за напредокот, кога беше всушност избришана формулацијата која што се однесуваше на идентитетските прашања. Од друга страна, македонските партии секојдневно ги слушаме за можно бугарско влијание или влијание на бугарски служби во земјава. Деталите во прилогот. Мали се шансите Бугарија да прифати Европскиот парламент да изгласа резолуција во која ќе се потврди самобитноста на македонскиот идентитет и јазик, како гаранција дека официјална Софија нема да има дополнителни барања надвор од внесувањето на бугарите во уставот на евроинтегративниот пат. Според бугарските експерти и поранешни дипломати, европарламентарците веќе го затвориле ова прашање со последниот извештај. Мисля, че в Европейския парламент ще бъде много трудно да има такъв документ, защото само преди дни там приключи дебата по доклада за напредъка на Република Северна Македония, който според мен финализира в рамките на Европейския парламент този въпрос. Предлогот за заедничка резолуција во четвртокот го објави премиерот Мицкоски, а потоа доби поддршка и од неговата пратеничка група. Официјалните бугарски власти засега молчат за ваквата идеја. Опозиционерот Филипче пак побара посериозен пристап односно за предлозите кои треба да бидат единствена македонска позиција да се разговара преку парламентот. Во меѓувреме партиите дома меѓусебно се обвинуваат кој повеќе им служел на бугарските служби. Информациите говорат дека одредени кругови во СДС и блиски до нив се целосно финансирани од бугарски фондови, а до цел оркестрирано измислување и ширење на лаги и конструкции за политичари од ВМРО-ДПМН и државниот врв. Ова што го зборуваме многу јасно се гледа и од брзината со која фабрикациите за ВМРО-ДПМН и премиерот Мицкоски од бугарските медиуми се шират во македонскиот етер од структури блиски до СДС. Како подкрепа на ова антимакедонска пропаганда стои Венко Филипче и неговата скриена за јавноста позиција дека ќе прифати внесување на бугарите во уставот без било какви барања.
Опозицијската СДСМ пак стои на ставот дека власта манипулира и со пропаганда за наводни странски служби се обидува да ја дефокусира јавноста од вистинските проблеми. Оваа излитена пропаганда е прочитана пред 10 години и никој повеќе не ви верува. Параноичните приказни за странски служби не носат леп на масата на луѓето, ниту некој во нив верува. Затоа ние во СДСМ нема да дозволиме да ја тргнете темата од реалните проблеми и скандали кои ги продуцирате како на лента. Реалните прашања на кои мора да одговорите. Зошто молчите за бугарскиот пасош на Мицкоски? Зошто ги омаловажувате семејствата на загинатите деца со пазарење за животите на нивните најмили? Зошто ја претварате полицијата во ваша партиска милиција? Реагираат од СДСМ. Катерина Нешкова, Сител телевизија. 5 лица со македонско државјанство се наоѓаат на странските воени боишта, информираат од НВР за Канал 5, иако не откриваат каде. Од таму велат дека вкупната бројка на повратници во земјава се движи околу 150 лица, а најчестото место каде војувале е во Ирак и Сирија. Иако за учество во странски паравоени формации е предвидена и казна затвор од неколку години, сепак дел од безбедносните експерти во земјава предупредуваат дека тоа не гарантира дека тие ќе се ресоциализираат, односно дека откако ќе излезат на слобода, нема повторно да се вратат на боиштата или да продолжат со своите активности. Тие лица стануваат опасни затоа што тие лица не ја прекинуваат својата активност и создаваат терористички кели на територија на Република Македонија, со што ни продолжуваат своите активности, кои што во одредена мера може да бидат насочени и против самата Република Македонија и против безбедносниот систем на Република Македонија. Овој феномен, односно овој проблем треба да сериозно да го има во предвид пред се Агенцијата за национална безбедност, а и Агенцијата за разузнавање. Според Ѓурчевски, државата мора активно да се ангажира во превенција, а во спречување на регрутацијата на македонските државјани да се вклучат не само разузнавачките служби, туку и останатите државни институции. Државата како потврдат, но овој феномен на регрутација, не случајно го спомнав, е регрутирање од најниските слоеви. Тука се пред се Министерството за внатрешни работи. Значи, во делот на превентивното делување, попречување и така натака. Тука е Центарот за социјални работи. Тука е Министерството за здравство, особено према лицата кои што се уживатели на опојни друга, се подврнуваат на лекување. Учеството во странски војни е кривично дело во земјава, за кое е предвидена казна затвор од најмалку 4 години. До сега за ова дело осудени беа неколку десетици македонски повратници од боиштата на Блискиот Исток. Меѓу последните случаи кои станаа познати на македонската јавност е за 2 лица кои преку телеграм групи се пријавиле да бидат дел од руските паравоени формации во војната во Украина. Едниот од нив загинал, а вториот откако се врати во земјава доби кривична пријава поради учество во странска војска. Нов удар за интегритетот на првата антикорупционерка, но и на институцијата. Обвинението кој излезе во јавност предизвика шок откако се дозна дека нејзин колега од државна телевизија го полагал тестот за претседателката на ДКСК да може да има увид во документи кои содржат државна тајна. Таа беше осумничена токму за оддавање на службена тајна. Стручната јавност на ова гледа како на нова причина претседателката на комисијата да се повлече од функцијата. Откако јавното обвинителство објави дека кривично ќе гони актуелната претседателка на антикорупцијската комисија Татјана Димитровска, експертската јавност оценува дека таа треба сериозно да размисли за повлекување од функцијата. Истрагата ги потврдила сомнежите дека првата антикорупционерка оддавала службени тајни. Дополнително се утврдила дека таа го лажирала и тестот за добивање безбедносен сертификат за државна тајна. Според Transparency International, обвинението против Димитровска сериозно го нарушува угледот на ДКСК. Уште и со подигнувањето на истрага, во оваа фаза уште повеќе може да кажеме дека е нарушен оној углед како на неа како личности, како член на ДКСК, така и на самата институција. Функционалноста како таква продолжува со оние членови, нели, кои што ја вршат таму, ја вршат функцијата, меѓутоа за да има практична функционалност, би требало по мене председателката да поднесе оставка во оваа фаза и да собранието да избере нов член.
За сега нема реакција од комисијата ниту од самата Димитровска. Во своето последно обраќање до јавноста, откако беше објавено дека е под истрага, таа истакна дека секој е невин додека не се докаже спротивното и нагласи дека другите членови на комисијата не се поврзани со случајот. Сепак, според Транспаренси, обвинението против првата антикорупционерка може да влијае врз работата на институцијата. Во ваква ситуација верувам дека ќе се намали пријавувањето на граѓаните на корупција во оваа институција и дека со самото нарушување на довербата листа. Председателката на антикорупцијска обвината е дека споделувала информации за тековни истраги со обвинет во предметот адитив и според предлогот на обвинителството и таа ќе треба да седне на обвинителна клупа за случајот, а рочиштето е закажано за почетокот на септември. Од опозицијската СДСМ информираат дека случајот бил тема на внатрепартиски разговори, а ставот на пратеничката група во собранието ќе се дефинира дополнително. Реакција од парламентарното мнозинство се уште нема. Димитровска беше избрана од собранието на крајот од 2023 година. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Pokraj vlada Makedonci, pokraj lege Makedonci i podpiri Makedonci, slavno ime nepokorno. Za tebe život davam me, o Makedonijo. Ledno ime ima me, od duša kako nosi me. Za tebe život davam me, o Makedonijo. Zlatonosni, a esera piseri. Jedno ime ima me, duša tako nosi me, za tebe život davam me, o Makedonijo. Jedno ime duša tako nosi me, za tebe život davam me, o Makedonijo. Balkanska pravica, koji se rodio do tebe i život kod dana za tebe. Jedno ime ima me, duša tako nosi me, za tebe život davam me, o Makedonijo. Jedno ime ima me, duša tako nosi me, za tebe život davam me, o Makedonijo.
Ова наше издание на Радио Час од Глас од Македонија ќе го завршиме со големата и искрена благодарност што другарувавте заедно со нас, а се надевам дека ви исполнивме дел од вашето очекување во оваа емисија, која, како и другите радиоемисии, ги поставуваме на YouTube под The Voice of Macedonia, а од вас бараме да кликнете на Subscribe. Посакувајќи ви пријатна седмица, слушајте не идната недела од 6 часот попладне, кога повторно ќе се јавиме директно во вашите домови со гласот, со зборот и песната од Македонија, преку бреновата должина на CMR радиостаницата и бреновата должина 101.3 FM. Вашиот уредник и водител на Радио Час од Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ. Thank you.